на ниту еден граѓанин и на ниту една политичка партија, освен на еден помал круг на луѓе кои што за среќа сега се во опозиција, а се на некој начин можеби и политички профитери, не му одговара дестабилизација на етничка основа. Дали државата се уште може да ја сметаме за заробена, односно дали се уште живееме во систем на заробена држава или не? Според мене тоа е клучното прашање. Јас малку и го проширувам опсегот. Јас сметам дека не само што се уште живееме во заробена држава, јас сметам дека живееме во заробено општество. Честопати, вистина, интелектуалците во една држава се злоупотребуваат. Зошто ние после 8 години се враќаме не на ситуацијата од 2016, туку сакаме да се враќаме на ситуацијата пред 2001 година. Дали Мицковски се плаши од некоја нова Даниела Арсовска? Како најеклатантен пример, да, се состојбите во Скопје, но во моментот секој функционер кој што работи и твори во рамки на јавниот политички живот може да биде отповикан и сменет, само исклучиво не градоначалниците. Дали сега веќе во партијата расте внатре-партиската битка помеѓу Златко Перински и Орце Ѓорѓиевски за еден градоначалник на Скопје? Ниту јас, ниту колегата кој што го споменавте, ниту па било кој друг има право да монополизира еден ваков процес. Непрекинато расте американската црна листа со поранешни и актуелни функционери. Двајца поранешни премиери, Љупчо Ѓорѓиевски и Никола Груевски, екс-вице-премиери Кочо Ањушев и Артан Груби, Мендух Тачи, председател на ДПА, градоначалникот на Струга Рами Смерко, екс-директорот на тајната полиција Сашо Мјалков, бизнисменот Орсе Камчев. Се само дел од имињата кои се најдоа во изминатиот период на американската црна листа. За прв пат Стејт департментот за рестриктивни мерки воведе и за актуелен судија од апелациониот суд Енвер Беџети. Добро ден за Никица Корубин, поранешна пратеничка, колумнистка. Господја Корубин, Груби и Беџети јавно се означуваат заради нивна вклученост во значителна корупција. Како е возможно американските власти да детектираат корупција во високите ешалони, а кај нашите институции да не препознаат висока корупција? Благодарам на поканата. Тоа го кажавте практично и вие во воведот. Разликата во перцепцијата на тоа што значи така наречената црна листа за американската администрација, тоа е прашање на континуитет, и наброивте кој се е ставен висок функционер во минатото, значи поранешни функционери, и сега на црната листа, и перцепцијата на нашата јавност, на политичките партии, на судството, на државата, ако сакате да кажете, кон таа црна листа. И тоа двојството и дуализам е практично проблем. А ставањето на црната листа од страна на американската администрација е согласно нивните интереси. Сите лица што ги ставаат на така наречената црна листа, тие ги штитат практично интересите на Соединетите американски држави и помагаат во борбата против корупцијата, високото политичко влијание на земјите кои се нивни партнери или на целиот регион. А ние како земја стратешки партнер на Соединетите американски држави, ако го вреднуваме стратешкото партнерство, тогаш треба да ги вреднуваме и нивните наоди. Меѓутоа, каква е реакцијата кај нас во однос на лицата од црната листа? Практично популистичко-пропагандна, јас би рекла. И секој ставањето на црната листа на различни функционери го гледа од неговата призма на гледањето на нештата или од неговата моментална позиција. Па денеска сведочевме, односно деновиве сведочевме за еуфорија зашто поранешниот вице-премиер, например Артан Груби, некако во сенка падна судијата Енвер Беџети, иако тоа е причината зашто и Артан Груби со неговото политичко влијание, можни корупцијски сомнежите се на американската администрација е ставен на црната листа, но сите го занемарија фокусот. Фокусот беше причината. Причината беше поранешниот шеф на обезбедувањето Сашо Мјалков, што сликата ја прави многу покомплексна и посложена. Таква еуфорија, например, немавме за поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева, уште помалку имавме, например, за вице-премиерот. Претпоставам дека да се стават на црна листа поранешен вице-премиер и актуелен судија, веројатно долго време се работело на терен. Знаете, јас мислам дека американската администрација прати двојна порака, така би рекла, со овој случај. И јас тоа го кажав во мојот текст, дека практично го затвори кругот на она што се нарекуваше граѓански протести,
а на оно што се нарекуваше констатирање на заробената држава со извештаите на Рајнхард Прибе од страна на Европската унија и на оно што се нарекуваше интервенција преку пружинските преговори на американската администрација, а најголемата интервенција беше специјалното јавно обвинителство. Денеска сите го забравија и специјалното јавно обвинителство како оддел или како специјализирано обвинителство надвор од системот на заробената држава која веќе беше констатирана со извештаите на Рајнхард Прибе, што треба да ја гони високата корупција. Против специјалното јавно обвинителство имаше една здружена, јас би рекла, акција. Мислам дека е тоа кругот што го затвара и што го посочува американската администрација и ни помага да се подсетиме зошто беа граѓанските протести, од кого беа узурпирани граѓанските протести и зошто ние после 8 години се враќаме не на ситуацијата од 2016, туку сакаме да се вратиме на ситуацијата пред 2001 година. Во тој контекст треба да ги наблюдуваме според мене и овие најнови, и не само овие најнови дезигнации, како ги нарекуваат, односно ставање на така наречената црна листа. Судиите и обвинителите помеѓу интегритетот и политичките влијанија. Како е возможно американците да стават судија на црна листа, а судскиот совет, например, истиот тој судија да го казни само со 6-месечна казна од плата и тоа да биде се? Мислам дека американската амбасадорка Агилер имаше во своето обраќање укаже и на ова. Не може ние како американска администрација да имаме информации и податоци, ние практично ги добиваме тие информации и податоци од вашите институции, од најразличен тип на извештаи на податоци кои стигаат и до нив и предпоставувам дека се тоа прилично транспарентни и јавни податоци, а истите тие податоци или се тие информации или истите тие, ако сакате, сомневање да ги нема вашата институција, вашите институции или вашиот систем. Оттаму прашањето е Зошто тогаш нашите институции остануваат инертни? Не станува збор за нашите институции, туку станува збор на истото прашање. Дали државата се уште може да ја сметаме за заробена, односно дали се уште живееме во систем на заробена држава или не? Според мене тоа е клучното прашање. Јас малку и го проширувам опсегот. Јас сметам дека не само што се уште живееме во заробена држава, јас мислам дека живееме во заробено општество. А тоа не ги става само политичките партии на ниво на, да кажеме, заробувачи на системот, туку го става целото општество и градењето на целиот наратив за тоа што е добро, што е лошо, што треба да се направи, а што треба да се сокрие. Обвинителството оформи предмет против Груби и судијата Беџети. МВР вели очекуваме малце трпение од вас. И сега како е возможно толку многу побрзо да реагираат надворешните стратешки партнери, а нашите се уште да се нечкаат. Дали ова не е доволен доказ или пак се сомневаат нашите во веродостојноста на податоците и доказите кои ги има нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави? Не станува збор според мене за сомнеж на податоците, туку за тоа како ние и кога ги перцепираме Соединетите Американски држави за стратешки партнери. Дали, например, кога Соединетите Американски држави ќе кажат дека секој што ги загрузува темелите на стабилноста на државата, тоа е Охридскиот рамковен договор и Преспанскиот договор, за кој да подсетиме Стейт департментот исто така има одлука дека ќе бидат ставени на така наречени црни листи и поединци кои ги загрозуваат тие два стратешки договори, тогаш за нас се веродостојни тие податоци. Дали се веродостојни податоците за вице-премиерот Артан Груби или за судијата Енвер Беџети, па вели дека по допрен глас, предпоставувам допрениот глас е одлуката на Стейт департментот, ама тој допрен глас некако не допира за некои поранешни функционери. Затоа велам, американските листи, црни листи, се прашање на континуитет. Тој континуитет отсуствува кај нас, на нашето постапување. Кај нас постапувањето е прашање на селективност. Затоа, според мене, или ќе се постапува за сите функционери кои се ставени на црните листи, или ќе ги третираме тие црни листи само како сознание, како што мислам дека и до сега ги третираме, како информации што не ги даваат или укажувања што не ги даваат Соединетите Американски држави, ние им се заблагодаруваме за тие укажувања и продолжуваме на начин на кој... Сметате дека немаат никаков ефект ваквите американски санкции кон поранешни и актуелни функционери и бизнисмени?
Знаете, тие санкции се однесуваат на Соединетите Американски држави, забрана за влез во Соединетите Американски држави, забрана на држење на сметки, забрана доколку се работи за правни лица, забрана за тргување и така натаму. Значи, изворно црните листи се однесуваат на заштита на интересите на Соединетите Американски држави. Тие служат само за да укажат дека нешто се случува кај вас. А тоа кај на што се случува треба нас да не интересира, ние треба да ги штитиме нашите сопствени интереси и со и без црните листи. Механизми постојат секакви. Еден од механизмите беше токму и дополната на законот за рестриктивни мерки, каде што ќе може не само од сознанијата на Соединетите Американски држави, туку и на другите партнери земји од Европската унија, Обединетото кралство и така натаму, да превземаме и информации и сознание или да постапуваме веднаш во однос на санкционирање на лица кои се ставени. До неодамна лидерот на Дуи Ахметија и генерално партијата заговараше ветинг на сите функционери со меѓународна поддршка и наблюдување. Многу често играа на картата дека се што е против Дуи всушност е антиалбанска политика. Деновиве груби соопшти дека се повликуваат политичкиот и јавниот живот. Дали е тоа спротивно на тврдењата? До денес бевте наши стратешки партнери, а сега се сомневаат веќе во веродостојноста и ставовите на САД кон нив. Знаете, прашањето на ветингот е прашање на индивидуализирана вина. И според мене така и треба да биде. Не може ние да колективизираме вината и да кажеме Дуи е криминална партија или не знам СДСМ е криминална партија или ВМРО е криминална партија, како што е реториката во однос на Дуи. Ветингот е индивидуализирана вина. Повлекувањето на Артан Груби, неговото доброволно повлекување е добар чекор на крајот на криштата. Тој се повлекува од политичкиот живот, се повлекува од јавниот живот. Не сметам дека тие на никој начин ги негираа, како да кажем, ги отфрлаа сознанијата на Соединетите Американски држави и не видов дека и никој ги отфрли на некој начин. Го отфрли и нивните сознанија и нивното партнерство. Меѓутоа, антиалбанството за кој говорите, делумно е поврзано со Дуи, меѓутоа тоа за жал е изворен наратив кој наменски се гради во македонската јавност, со или без Дуи. Дуи е сега таргетот, а зошто е Дуи таргетот е прашање на каде оди државата или каде треба да остане. Која подгрева тогаш таа антиалбанска политика? Антиалбанска политика, за жал, ја подгреваат двете најголеми македонски партии. Значи, тука не го исклучувам ни Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, иако е посуптилна, а антиалбанската политика од страна на ВМРО ДПМН е поотворена и тоа не е, да кажеме, пракса во предизборната кампања. Нивната реторика, јас се сеќавам на нивната реторика при носењето, бидејќи сега актуелен законот за употребата на јазиците, каква беше реториката употребувана во парламентарниот дом во однос на законот за јазиците, се претвори во антагонизирање на целото општество и сеење на страв кон целото општество, а тоа не мораше нужно во тој период да се поврзе со политичката партија Дуи, бидејќи да се потсетиме дека законот за употребата на јазиците беше изгласан од коалицијата во која бев дел и јас тогаш како пратеник, СДСМ и сите коалициони партнери, меѓутоа и сите албански партии, и Дуи, и оние кои денеска се во форма на таа групација Влен, дел од власта. Антиалбанската реторика, за жал, е подгревана и од други структури, интелектуални, академски структури, одредени медиумски кругови, и практично на тој начин практично ја таргетира и стабилноста на државата, меѓутоа ја таргетира и свесноста на македонците, да кажам, на етничките македонци, за тоа кои се нивните вистински интереси. Досието за Груби веројатно во Вашингтон долго време или сигурно неколку месеци се работело. Дали не ви е за вас симптоматично што како негов јавен екзекутор, американската амбасадорка Агелер до неодамна речиси на неделна основа се сликаше, беше во негова придружба? За досието на Артан Груби... Имајќи во предвид дека тие беа и на главната фотографија и едни од главните носители околу договорот со Бехтел и Енка. Американската, да, добра паралела направивте и ме подсетивте на нешто друго. Американската амбасадорка се разбира дека ќе биде кооперативна со било која власт, бидејќи државата е стратешки партнер на Соединетите Американски држави, а не конкретна политичка гарнитура.
Меѓутоа, знаете што интересно се случи со ова? Практично составањето на црната листа на вице-премиерот, поранешниот вице-премиер Артан Груби и висок политички функционер кој беше секако таргет на тогашната опозиција, сегашна власт ВМРО ДПМН и на поранешниот судија, причината, и на сегашниот судија се извинувам Беџети, причината поради кој тие се ставени, ја тоа го кажав метафорички, е дека делото кое го направило предпоставеното дело на политичко влијание, примање на подкуп и слично, е поради заштита на изворно македонски криминал, односно криминал или кривичен прогон на функционер на сегашната власт, на ВМРО ДПМН. Тука нема збор за криминал поврзан со Бехтел и ЕНК, бидејќи сатанизацијата на политичката партија ДУИ беше по сите основи дека е таа криминализирана. Зборувате за ДУИ криминализирана, и едните и другите, говорам и СДСМ и ВМРО, ја поздравија одлуката на стратешкиот партнер Соединетите Американски држави, а и двете партии, речиси идентичен период беа во владина коалиција со интегративците. Апсолутно, затоа јас велам дека да, критиките дали една политичка партија или поединци се криминализирани може да дојдат од страна на граѓаните, може да дојдат од страна на медиумите да изразат сомнеш. Меѓутоа не може да дојдат од страна на политички партии кои имаат прилично сличен начин на делување, јас тоа го нарекувам еден партократски начин на заробување на државата, партизација, ако сакате, на институциите, и тоа ги прави некредибилни критикувачи во однос на другите. Значи, не може ДУИ како политичка партија да биде ништо помалку или повеќе криминализирана, предпоставена криминализирана, од што би биле политички партии кои се разбира се многу подолго на политичката сцена и практично го се темелот на она што се нарекува политички живот. Господин Корубин, ултиматуми, закани, заплашување, дури и злоупотреба на деца за политички цели. Веројатно го видовте кадарот на Али Ахмети прегрнат со едно мало дете. Дали ова е се во насока повторно на подгревање на меѓуетнички тензии, поставување на дилемите околу соживотот во едно мултиетничко општество? Протестите, нашето општество не било имено на протести, ние сме имале протести пред Уставниот суд, ако се сеќавате во однос на одлуките за амнестија од страна на поранешниот председател Ѓорги Иванов, па на крајот на криштата и сегашниот председател на Уставниот суд, колку ја што се сеќавам, е избран во период кога бев јас пратеник, господин Дарко Костадиновски, дојде како предлог на поранешниот председател Ѓорги Иванов. Така што не е Уставниот суд имун на протести. Ниту една јавна институција или ниту една институција на системот не треба да биде имуна на искажување на критика во однос на било кого, во случајов еве на политичката партија ДУИ. Она што за мене е индикативно и жално, јас би рекла, е што на опасноста за Законот за употребата на јазиците реагираат само албански политички партии, а не реагираат македонски политички партии и не реагираат албански интелектуалци, не реагираат македонски интелектуалци. Охридскиот рамковен договор е договор за гаранција на целото општество. Охридскиот рамковен договор и се што произлегува како права не се однесува само на правата на албанците. Добре, имаше за волја на вистината, имаше на реакција од 250 интелектуалци албанци кои беше во насока на заштита. Ама на албанци. Да. Немаше реакција на македонски интелектуалци, немаше реакција на Македонската академија, немаше реакција на нашата интелектуална фела, немаше реакција на невладиниот сектор, немаше реакција на крајот на криштата, немаше реакција на Социјалдемократскиот сојуз, која сега опозициона партија, а која беше таа што го гласаше тој јазик. Се извинувам, Законот за употреба на јазиците. Дали препораките од Венецијанската комисија во делот на одредени измени во одредбите од Законот за употреба на јазиците всушност ја разгорува дилемата околу двојазичноста? Најпрво, Венецијанската комисија во принцип го фали законот, не го куди законот. Таа дури ја фали државата што има права повисоки од некои европски норми. И неспорно е дека албанскиот јазик е втор службен јазик. Тоа е уставна категорија од 2001 година, тоа не е регулирано со Законот за употреба на јазиците ексклузивно во 2019 година, туку Законот за употребата на јазиците само го имплементира она што требало да биде имплементирано многу порано. Уставот вели дека албанскиот јазик е втор службен јазик на целата територија на државата со исклучок на меѓународните односи. И Венецијанската комисија
во своето мислење го констатира токму тоа. Она на што реагира Венецијанската комисија е дали законот за употреба на јазиците ќе може да биде ефективно применлив, а не дали треба да биде применлив. И тоа во сферата на правосудството, во сферата на здравството, во сферата на администрацијата, дали индивидуалните човекови права, односно на граѓаните, би можеле да бидат забавени, загрозени, со одолговлекување на судски постапки, со дали тие може да добијат во секој момент здравствена помош, здравствена заштита. Значи, зборува за техничките карактеристики на законот, а во ниту еден момент не ја спори суштината на законот. Само делегитимирањето на уставните суди да го заштите од уставно загарантираното право за употреба на албанскиот јазик како службен јазик преку под наводници барање помош од странски експерти е всушност најголемата политизација на уставниот суд, која тие гласно ја префрлаат кон другите. Па ако тие самите не се утврдени во собствената стручност и непристрасност, зошто граѓаните би биле уверени во нивната? Дали всушност уставниот суд привремено купи мир во насока малце да стивнат политичките тензии, што е помалку симптоматично. 5 години чекаат за да седнат на маса, а сега најавуваат првично дека таа тема повторно веројатно ќе се отвори напролет. Јас напротив мислам дека купија време не за да купат мир, туку за да ја продолжат тензијата. Мислам дека Уставниот суд требаше, тоа е моја перцепција, се разбира, има собствени аргументи зашто тоа не го направиле, меѓутоа мислам дека требаше да донесат одлука дека апсолутно е во согласно со Уставот и да препорачат доколку сметаат дека некои членови на законот се неприменливи, недоволно применливи, да интервенира на нив собранието, законодавниот дом, како што практично беше и барањето. Барањето на државата беше токму тоа, не дали е, односно барањето до Венецијанската комисија, не дали е законот уставен или не, туку дали има применливост или не во сите своји членови. На тој начин мислам дека барајки второ мислење од Венецијанската комисија, барајки отворена седница каде што сите практично подносители на представки, најголемиот дел бараат укинување на законот во целина или укинување на делови што се клучни од законот, практично ја држат отворена тензијата која треба да биде затворена. Ние дискутираме дали Уставот се применува или не. Ние преку законот за употребата на јазиците практично го проблематизираме Уставот и го проблематизираме според мене Охридскиот рамковен договор. И има одредени структури, не сакам да ги наречам, меѓутоа еве политички партии и чинители во општеството што ја проблематизираат суштината на Охридскиот рамковен договор, проблематизирајќи го законот за употребата на јазиците. Медиите се проблематизираат, одредени политички структури го проблематизираат Охридскиот договор, се оспоруваат Преспанскиот договор, се проблематизира договорот за добро соседство со Бугарија. Кои ќе бидат ваквите консеквенции врз државата ако постојано одиме со контра? Така е. Ако постојано проблематизираме се што сме постигнали овие 30 години на тежок, сложен начин, за да стигнеме до ситуација да бидеме на прагот на отпочнување на преговорите со Европската унија и повторно да најдеме причина нешто да проблематизираме. А нема никакви основи за тоа, особено не во ваков сложен геополитички контекст и регионален контекст како што се наоѓаме. Затоа единствено што може ние да направиме како јавност, вие како медиуми, како граѓани е да апелираме на вистина. Јас секогаш велам дека таргетот на кој треба сега да апелираме е коалицијата Влен, не затоа што се разбира зависи се од нив, не затоа што не треба да се апелира до сите пратеници кои седат и ЗНАМ, и ВМРО ДПМН, и опозицијата. Меѓутоа треба да ги држиме за нивниот јавно изразено ветување дека до крајот на годината, доколку нема уставни измени, тие ќе напуштат владата и тоа не значи според мене никакво дестабилизирање на оваа влада, туку тоа треба да биде опомена дека оваа влада мора во најден рок да ги донесе уставните измени и да ја одблокира државата од оваа самоблокада. Благодарам за разговорот и гостувањето во Тренинг. Ви благодарам на можност.